Здраво, дечки! Добре дојдовте повторно на мојот канал Дома со Леа. Доколку сте прв пат тука, моето име е Леа и ви препорачувам да притиснете subscribe на овој канал, затоа што секоја недела ви доставувам нови содржини поврзани со мајчинството. Во моментов сум при крај на вториот триместар, односно второто тромесечје од бременоста, и денеска би сакала да зборувам токму за неколку симптоми кои што јас ги наоѓам за најизразени кај мене и во првата и во оваа бременост. Во ова видео ќе ви кажам само за 3 од симптомите и тоа токму заради првиот симптом, а тоа е заборавањето. Значи, секој пат кога седнувам да направам брейнсторминг за тоа за што би зборувала, нели, во ова видео, што би сакала да набројам и да не испуштам, секој пат на крај заборавам барем пола од работите што ми текнале. И ова уште се нарекува и baby brain или mama brain на англиски. Можете да го гуглате како такво ако ве загрижува како симптом, не е ништо страшно. Го имав и во првата бременост, се чувствував расеано и често заборавав на работите, посебно на работите што сакам да ги направам, нели, ако помислам нешто да направам, се чувствувам како веќе да сум го направила и го заборавам. Сега, во комбинација со заморот кој што го имам како мајка на скоро 2-годишно дете, значи на дневно ниво, нивото на енергија ми е некаде во еден ден, нивото на енергија ми е некаде на 15% веќе по 12 часот напладне и буквално гледам да истуркам до вечерта колку што се може поедноставно. Така што воопшто не сум загрижена за тоа што се заборавам, што се ми бега од мислата, нели, колку пати ќе отидам во кујна без да знам зашто сум дошла и што сум сакала да земам или да направам. Никогаш заборавањето има пострашни последици, например кога заборавам дека имам нешто на шпоредот или во рерната и кога ќе почувствувам мирис веќе е многу доцна. Но, да кажеме, си простувам за тие работи, бидејќи знам дека станува збор само за еден минлив симптом на бременоста. Често овој симптом знае да биде карактеристика и на последното тромесечје од бременоста, но и на мајката понатаму кога ќе го добие малечкото, во зависност од тоа колку ќе успее да се одмори и наспие, можеби уште неколку месеци до година дена. Во принцип, второто тромесечје е периодот кога нагло се случува експанзија во телото. И кога велам експанзија на телото на мајката, не мислам, нели, само на растење на мешата, иако тоа почнува да се забележува и да станува видливо баш во овој период, а најголемиот зафат го зазема во последниот триместар. Многу е важно негата на телото да се почне што е можно порано. Доколку немате дневна рутина за нега на кожата на телото, ви препорачувам да почнете веднаш штом ќе да знаете дека сте бремена, затоа што треба неколку месеци за да се стекне навиката и да се најде време кога би посветила внимание, нели, на телото и на кожата на телото. Да се навратам на експанзијата која се случува, значи очекувано е, нели, на трудниците им расте стомачето, затоа што бебето е во него и, нели, расте, но не расте само стомачето, растат многу други работи. Во вториот триместар се случува експанзија на градите, без оглед на тоа колка ви била претходно, ќе станат многу поголеми. Без оглед на тежината што ќе ја качите во текот на бременоста, долниот дел на телото се шири, дури кај жените и девојките кои што се слаби или кои што заради проблеми со повраќање не можат да качат многу тежина, односно во бременоста и во бебето и плодовата вода губат од својата претходна тежина. Практично, оно што се случува во долниот дел на телото е, благо кажано, разместување во функција на оно што не очекува понатаму, нели, третиот триместар и породувањето. Така што очекувате дека откако ќе почнат да ви се случуваат овие промени,
ќе бидете благо раштрафени, ќе имате нов центар на рамнотежа, што може да значи изголемена трапавост како при движење во просторот, така и при одење, трчање, и ова поврзано со заборавеност, односно со нешто го зборував предходно, може да ве извади од такт во моменти, значи кога ќе се чувствувате тотално трапави, тотално заборавени и едноставно неспособни, нели, да го поминате денот. Така што и ова чувство е нормално чувство за овој период. Оно што јас го правам за да се справам со ова чувство, секогаш прибегнувам кон хуморот, доколку сум со луѓе, гледам, нели, да направам смешка на моја сметка за тоа што се случува. Бидејќи ако ги сватам овие промени многу сериозно, ми престанува само да се нервирам заради нив, затоа што не можам да влијам никако за да ги променам. Односно, овие работи ќе ги променам откако ќе се породам, а тоа ќе се случи за неколку месеци од сега. Во овој момент, реално, бидејќи никако поинако не можам да влијам на овие промени, решавам едноставно да ги прифатам, да си ги простам, и доколку некој во мојата непосредна околина е изненаден од моето ново однесување, пробувам да го олабавам со хумор, за да го прифати тоа што мене ми се случува, бидејќи ако на некој му смета тоа, може треба само да замисли, нели, како ми е мене, што нонстоп сум таква во овој период, и едноставно, нели, да има некоја ниво на толеранција и на респект за мојата состојба, бидејќи никој не посакува, нели, да се најде во овие симптоми, туку едноставно се случуваат како дел од пакетот наречен бременост. Се надевам дека не заборавив да спомнам нешто од она што сакав да ви го кажам во ова видео, но и да сум испуштила нешто, наврзо ќе следува ново видео со другите симптоми на вториот триместар на кои што ќе се сетам во следната прилика. Ви благодарам многу за вниманието, притиснете лайк доколку ви се допадна ова видео, притиснете subscribe доколку се уште не сте претплатени да добивате нотификации за следните видеа кои што ќе ги објавам. Можете да ме најдете на Instagram и на Twitter како Бебешка, и на Facebook, каде што од неодамна отворив и Facebook пејдж за каналот, односно страницата наречена Дома со Леа. Можете да ја најдете, да ја лајкнете и таму да читате повеќе содржини поврзани со видеата кои што ги објавувам, но и со темите кои што ги планирам и ги обработувам. Да останеме во контакт и се гледаме следниот петок. Чао!